Почитувани гледачи, добро вечер и добро ни дојдовте во четвртото издание, четвртата емисија, посветена на 24-тото светско ракометно првенство, кое што се игра во Доха и во Катар. Знаете, каде што учествува и нашата репрезентација, табелата никогаш поубаво не изгледала, на врвот Македонија, дај Боже така да остане и до крајот, нормално дека тоа сите го посакуваме. Меѓутоа, емисијата денес ќе ја започнем со друго нешто. Конечно ракомет. Само толку, бидејќи Германија и Русија денес навистина одигра еден извонреден надпревар. Имаше и убавина, но пред се борба и се она што може да го и тактички надмудрување, тоа подосна ќе го објаснам во другиот дел подолу во емисијата. Од страна на селекторите на Русија, на Кулешов и Сигурсон, така да имаше што да се види денес и конечно денес видовме и ракомет. Нашата селекција со право одмараше после два. Јас не би рекол, вчерашниот требаше да видим помалку релаксационен или така да кажеме, со полесен интензитет надпревар, меѓутоа не баш така да излезе, меѓутоа добро е. Што е тука е, денес имаме ден за одмор, распоред како од солиштата да посакуваме, ваков немаше да имаме, значи мирен ден, да се спремиме, да се освежиме, да се припреми и тактички и психофизички за утрешниот надпревар со Босна и Херцеговина. Јас би рекол нема да биде ни малку лесно, но јас верувам во нашите играчи, меѓутоа се навратиме на оно што се случуваше денес. Германија и Русија, Зоран и Монес е таму, Мишевски на лице место во Доха, гледаше надпреварот, па да видиме најнапред што тој забележа од овој надпревар. Во еден од најдраматичните надпревари во досегашниот тек на 24-тото светско првенство кое што се одржува во Катар, Германија забележа втората победа од исто толку одиграни надпревари со овладувајќи Русија со 27-26 полувреме 9-13. Се до 40-та минута русите водеа, имаа игра и се чини го имаа рецептот како да ја совладаат Германија по 5 последователни порази на големите надпреварувања. Меѓутоа, германците направија серија од 5-0 и тоа во поголемиот дел од таа серија играјќи со човек или два повеќе и го свртеа резултатот во 41-та минута и од тој момент не го испуштија водството до крајот. Звучи неверојатно, меѓутоа вкупно 15 од овие 27 гола постигнаа двете германски крила, Уве Генсхаймер кој што беше незадржлив со 9 постигнати гола и Грецки кој што постигна уште 6. Русите кои што го имаа фантастичниот Игрополу и одличниот Дибиров, на крајот и покрај големиот дел од мечот игран со човек или два помалку, имаа напад за Реми, меѓутоа Атман ја фрли топката многу лошо кон своето крило и пропадна можноста 6-5 во поле Русија да стигне до израбљување. 27-26 и Германија ги доби првите два надпревари, без разлика што со валд карта дојде на светското првенство се наоѓа многу блиску до пласман во осмина финалето. Полска се намачи да триумфира против Аргентина со 24-23, полувреме 11-12, а Исланд во последните 15 минути го скрши отпорот на Алжир, совладувајќи го со 32-24. Значи помалку повеќе очекувани резултати, што јас не би рекол и за надпреварот Германија и Русија, особено после почетокот каде што русите одигра изворено во првиот дел, мислам дека примија само 7 или 8 голови одигра, што е за светско првенство фантастично. И покрај тоа што немаше голман од Левчин да баш некои одбрани спектакуларни или бројчани, така да меѓутоа навистина одигра и сигурен напад. Иако игра брз напад, да се разбериме, го завршуваа после 20-30 секунди, меѓутоа одигра добра одбрана со Дибиров на 5-1 и конечно денес видовме некоја друга одбрана, освен таа фамозна 6-0 одбранбена формација која што горе-долу сите ја практикуваат. Денес двете репрезентации го играа 5-1 одбранбена во првото полувреме. Сега ќе ви кажам на кратко и како Дагор Сигурсон, селекторот на Германија, во второто полувреме кога е промени одбранбената формација, тогаш и го доби надпреварот, за разлика од Кулешов кој нешто не се снајде, мора да признам денес во второто полувреме. На почетокот на Генсхаймер, кој што патем речено за Мишевски, да информирам дека конкурира за најдобар играч во Бундеслигата и стрелец. Значи тоа не е случајно головите на Генсхаймер и на Грецки на двете крила. Винчек на линија, потоа Друкс, на левбек и Штробол. Клучниот играч во германскиот напад, заедно со Вајнскол, особено во првиот дел. Каде што ги направија проблемите за руската репрезентација, за во второто полувреме да ја валоризираат. Кој се тоа? Штробал ностоп бараше контакт,
со Дибиров. Дибиров, патем речено, Мишевски ќе да демантирам, не беше ни приближно до феноменален. Денеска особено во одбраната, како да го немаше, проигруваа бековите. И сега друго сакав да кажам само. Негова главна задача е да се убие тој брз проток на топка на германците, главната нивна одлика во нападот. Сега, Штробол одеше на секој го одвлекуваше Дибиров во една страна, со вкрстувањето, значи одеше заедно со Дибиров. После вкрстување со Друкс, напаѓа на двојката, овде игра Евтимов, срцето на одбраната на Русија и Пишек. Значи после тоа дојде Пишек. Како го направи проблемите, ги направи првото полувреме, за второто валоризирање како? Проигрување на Вајнкол. Вајнкол е многу понизок и брз и многу побрз. Со тоа што широко го одлекување на Дибиров, Вајнкол директно го напаѓаше со прескокнување на број 2 со трчање. Со класично трчање, значи прима игра без топка, во трк и ги напаѓаше пикерот овде. Евдокимов на ветрометина го остава и се што правеше со финта во една или во друга страна на 2 пати по 2 минути доби исклучува, затоа што Евдокимов е 2 и 3, ако не се ларам, 120 кил, ова е негде повеќе од глава понизок од него Вајнкол, десниот бек на германците, и со тие негови две исклучувања во второто полувреме има големи проблеми, дојде Пишек на негово место, меѓутоа тоа не е тоа со Евдокимов. Да, мислам, доколку ги поставеше и Евдокимов и Пишек еден од друг, па играше 6-0, можеби, нема што би било кога би било, и ќе имаше некој подобар резултат. Во второто полувреме германската дефанзива истата одбранбена формација и игра 2-0-5 високиот пикер на Лемго Пелнер, игра Фелнер на позиција единица, 5+1 одбранбена формација. И сега, тоа е голем проблем за протокот на топка, затоа што и висок и многу подвижен, и зошто го користеше Дагур Сигурсон, селекторот на германците, баш него, Фелнер за оваа единица. На секој влегување на Руско, на втор кружен напад, дали е тоа крило или било кој бек, разлекување, многу елегантно тоа го решаваа германците. Фелнер се повлекува на 6 и добиваат формација 6-0 одбранбена формација со плюс двајца напаѓачи. Видат се колкава е густина, тука се проблемите за рускиот напад во второто полувреме. За рускиот напад, бидејќи висока, Винчек 2 метра, овој 2 и 3, 4, значи одлични. Милер игра на едната страна играше, од другата страна играше Друкс, значи без разлика кој, а два брзанци, двете крила Грецки и Генсхаймер, се фантастични контраши, така да има и контранапад, а има и густина, и самите руски напаѓачи во второ се изгубија. Зошто? Првата грешка по мое, на Олег Кулешов, која е? Добро играше тој на почетокот со Дибиров, Горбок, Атман, Игропуло, Коваљев и на линијата Чипурин. Многу добро, бидејќи двајцата Игропуло и Горбок се изворени шутери, бекови, прави вистински разбивачи, со Атман на средина, и затоа беа тие резултати на првото полувреме. Не знам зашто второто полувреме многу долго го одигра со Житников или Атман, без разлика, тие се двата средни бекови, да се разбериме, по вокација. Сега, зашто тој го играше со Житников и со Атман, заедно со Игропуло, Горбок на клупата, да, барем мене не ми јасно, тој си знае сигурно, поставата е 6-0, каде што ти треба двата разбивачи бекови. Игропуло е понизок, тој е вистина разбивач, има стравотен удар, меѓутоа е низок, 190 или 191. А Горбок е 2 метра, има стравотен удар и може да шутни 9 од 10 метра. Значи може да разбива одбранбена формација. А која беше целта? Дали се уште се под влијание на фамозниот Владимир Максимов, кој што освојуваше со ваквата игра, кај што се бара нон-стоп кружен напаѓач, разни крстувања, но сепак блокада пикер и барат секогаш проигрување на пикер, меѓутоа тоа повеќе не врви во модерниот ракомет. Дали се уште се под таквите некои импресии од него или не знам што, повторно се загубија во индивидуални акции и во барање на проигрување со пикер, со кружен напаѓач, и тука Дагур Сигурсон со еден многу едноставен потекст, тоа што таму што го врати Фелнер на 6 метра, Фелнер и Винчек ја затворија, на вистина изворен да затворија одбраната, а да не заборавиме Лајтнер, вториот голмар, кој што имаше
своји 15 минути на крајот, клучни топки одбрани и сепак дојде до позиција, видовте и сами во снимката или надпреварот кој го гледаше, дека Атман без причина апсолутно диагонала се проигрува од овде на другата страна на крило, 20 метри диагонала, имаш 10 секунди до крај, играш повеќе, идеална ситуација за вишок на една или на друга страна со играш повеќе, може да се направи што сакат. На една, на друга страна, дали е тоа вишок или било што можеше да се одигра, веројатно тоа и го бараше Кулешов, меѓутоа апсолутно ништо тоа. Атман без причина од овде го бараше десното крило Ковалев на другата во ќошот, 20 метра неуспешна диагонала, непрецизно додавање, тоа беше пресудна клучна топка за германците да го добијат овај надпревар. Штета, навистина штета, бидејќи во првото полувреме одам на Русија, не имам гледано така, јас баш тогаш помислив дека конечно се ослободи од оценките на Максимов, од неговото вековно, да речем, влијание и дека почнаа да играат овај нов, модерен ракомет, ги пуштија играчите како Атман, Житников и така натаму, кои што имаат своја инвентивност во играта, да играат произволно. Чипурин, Дибиров, тоа се виртуози, и Чипурин на линијата е, иако изгледа на Камал, Незграпе, многу добар кружен напаѓач, меѓутоа во второто полувреме скроз се изгуби таа нивна игра, можеби да се идлешат во одбраната, доколку се вратеа на 6-0, меѓутоа тоа си е за нивна анализа. А ние одиме понатаму со нашата емисија. Мислам дека, ако не се лажам, Мишевски има и неколку интервјуа со некои наши репрезентативци, па предлагам режија да ги видиме што има да кажат. Се наоѓаме пред хотелот Мериот во центарот на Доха. Тука се сместени македонските ракометари и останатите ракометари од Б групата на 24-тото светско ракометно првенство. Овој прекрасен објект со 5 звезди има 40 ката и им нуди се на македонските ракометни надежи. Избраниците на Ивица Обрван по 2 победи од исто толку одиграни средби денес имаат нова богата агенда, иако е слободен ден прв за нашите ракометари на шампионатот. Следува скенирање на утрешниот противник Босна и Херцеговина на селекторот Жарко Марковиќ, а од 17 часот и последниот и единствен тренинг меѓу два надпревари. Утре, во истиот тој термин, од 17 часот по македонско време, следува третиот дуел на Мондијалот и веројатно математичката квалификација за осмина финалето. Немања, вчерашниот меч веројатно ќе ти остане во пријатно сеќавање, еден одличен твој меч, одлично прилагодување на минутажата која што ја доби, без разлика што веројатно кога сите го анализираа мечот, потенцираа дека не одеше по планот и дека можеби малку го потценивте противникот. Но сепак еве од твоја лична гледна точка како беше дуелот со Иран? Беше тежок дуел. Значи, ние не очекувавме искрено таков меч. Бевме сконцентрирани сите што сме почнали утакмица и отворивме добро, значи 4-1 промашивме, мислам, една контра и после добивме гол од полуконтра, 2 минути, мислим, и така се свртат работа. Но мислим да на светско првенство е континуирано утакмица секој ден, игравме завчера, вчера утакмица, значи мора да се биде 150%, 200% сконцентрирано и нема лесен противник. Значи тие некои шутеви од Иран што сум видел вчера, одавно не сум видел на една утакмица да приема едни тако добри голови. И тоа е, значи ние имаме свој cilj, тоа е да поминеме групна фаза и идеме чекор по чекор. Прва утакмица од Тунис беше перфектна од сите гледни точки. Вчера 2 бода, пак тоа ни е најбитно и утре со Босна пак да земеме 2 бода, значи со 6 бода веќе многу полесно. Физички како стои екипата? Дали се потрошивте на прецена на преварот против Иран? И зборува за Босна, која што е една репрезентација која што тешко можете да ја лоцирате, и играчите и селекторот не можат да предвидат каква Босна утре ќе очекуваме. Дали она експлозивна која што го елиминира Исланд или оваа променлива која што играше едно добро и едно лошо полувреме тука во Доха? Добро, една работа е кога се играат квалификацијски утакмици, друго е ваков систем ден за ден. Ја од Босна искрено не очекував ништо повише од ова што го даде до сега, затоа што Босна е прв пат на светско првенство. Босна е една екипа добра, квалитетна, значи избаци Исланд, ама пак веламо ден за ден утакмица бара искуство, бара континуитет на голема првенство, нели, на светско европско. Така да очекувам сигурно интересна утакмица.
ама мора да повториме оно со Тунис што изигравме. За умор ме прашуваш, па добро, еве, една, да речеме, постава одигра тој натпревар со Тунис, после ние расподеливме малце минутажа, така да мислам дека овие играчи што претпоставувам ќе почнат со Босна се одморни, да речеме, за утрашната утакмица. Првите два надпревари, две победи како во Шпанија пред 2 години, блиску е осмина финалето, еден слободен ден и можност да се одморите и да сумирате што направивте во надпреварите против Тунис и Иран. Кога отспавте една ноќе, како сте задоволни од првите два надпревари? Секако дека мора да идеме задоволни од своите стварите две победи. Парата со Тунис беше тежок надпревар. Додајавме, може, во резултатот лесно, но сепак беше тежок надпревар. Вториот со Иран, мислам дека ќе биде полесно, но сепак истина тешко. Моја фалеше мало мотивација, знаеме дека Иран е аутсайдер во групава, фалеше мотивација, но сепак добро заврши што победивме на овој надпревар. Катарските судии вчера санкционираа буквално се. Што значи тоа за вас, за одбраната? Видовме и дека на надпреварот против Тунис Ацо доби брзо 2 источувања, но тоа не влијаеше на него во продолжението од мечот. Па добро, има некој човек критериум судиите, но како е добро, како и за нас, така и за нив истиот критериум. Моравме мало да се навикне на тој критериум, но добро. Утре следува мечот против Босна и Херцеговина, една непредвидлива репрезентација која што може да загуби од аутсайдер, но и да го елиминира Исланд во баражот. За каков меч да се надеваме, да очекуваме утре од 19 часот? А сега овој надпревар со Бесна ќе биде тешок меч. Мислам дека неизвестно на самиот крај и мислам дека ќе победи. Златко, вчерашниот меч мене лично ме посети на оној против Катар на светското првенство пред 2 години во Шпанија, кога веројатно мислевме дека ќе биде лесно, се мачевме, но на крајот успеавме да победиме, што е во секој сегмент најважното. Еве по една преспиена ноќ, како се навраќаш на дуелот против Иран? Па прво да им честитам на ракометарите, на моите соиграчи, 2 бода се 2 бода. Знаевме дека ќе е тешко, после една перфектно одиграна утакмица со Тунис, како си истрошиме физички така и психички, се очекуваше еден пат, но не е толку голем. Се надевавме дека полука ќе изврши ние утакмицата од Катар, но сепак неспремно некако влеговме. Едноставно, но сепак разликата на класа, на квалитет на играчи на Македонија и на Иран доприносе да ние ги освоиме тие 2 бода малку потешко од очекувањето, не сепак се 2 бода. Едноставно тоа се стално се дешава, после една стално добра утакмица, евентуален друг противник од послаба класа. Подсвесно опуштање, но сепак мислам дека сума сумару да ќе забораваме таа утакмица денеска, тренинг, се насочиме, се одморивме добро, се насочиме кон утакмицата со Босна, се надевам дека поуките се извлечени, грешките ќе се елиминираат и со нови сили во нови победи. Со таа Босна сме играле и главно сме имале позитивни резултати, но нашите последни дуели скоро и да нема никој од босанските интернационалци. Како ти изгледа оваа променлива Босна и тука? Нивните новинари велат дека се непостојана репрезентација која што може да игра со секого, но може и од секого да загуби. И ново првенство видовме на таква Босна. Да, тоа е точно така. Босанците не се лоши играчи, ги имаат Парце, ги имаат Терзич, имаат добри играчи, да не ги набројувам се сите од еден до последен, кои играат во добри клубови, кои се со искуство веќе големо, но сепак покажа и вчера со Австрија, гледавме ни утакмицата дека не се постојана репрезентација, дека добро се држат во некои сегменти и дека кога треба да додадат газ, едноставно тие тука застануваат и тука се ломи утакмицата и дека тука едноставно застануваат. Се надевам дека ние на тој притисок ќе направиме дополнителен уште еден притисок на тие кога тие ќе застанат тие 30-45 минута, дека ние ќе додадеме газ со нашето искуство, со нашата игра и дека ќе ги победиме. Се надевам на сигурна победа. Повторно е резултатот од пред 2 години во Шпанија, 2 од 2, Македонија повторпат врзува вака добар старт. Кога ќе ги анализираме овие два надпревари и ќе остане резултатот и брилјантниот настап вчера и резултатот денес? Па така, втор пат поред отвараме со 2 победи, сепак мислам дека овој пат е многу потежок противник за повисок класмент, мислам на екипата на Тунис. Сепак треба да бидеме задоволни од првиот ден, од вториот не баш нормално.
Ете, тоа е, алудиравме сите на тоа да не подценуваме противникот, сепак мислам малце дека го подцениме, не леговме мотивирано како што треба, поготово одбраната потфрливме. Треба на вакви натпревари да влегуваме помотивирано, сепак добро е што дојде и со екипата на еден ваков лош ден, да кажам. Имаме доволно време да се спремиме во понеделник со екипата на Босна, имаме ден слободен. Добро да се спремиме, да истренираме како што треба и да влеземе максимално во тој дел. Сите наши ракометари се здрави и мотивирани. Уморот е минато. Момците на Марковиќ се најнепредвидливиот можен противник во овој момент. Веќе 4 години не сме играле со нив. Иако имаме позитивно искуство, мора предпазливо да ги сватиме, бидејќи босанците го елиминираа Исланд, селекција која што нас не ни лежи и која што на последните 3 надпревари 3 пати не победи. Од Доха, Зоран Мишевски. Знаеме се, веќе слушнавте и за надпреварот со Иран како беше и за тоа што е очекувањата, кои се очекувањата на нашите ракометари за утрешниот надпревар. Битен, но не пресуден и така натаму, не би сакал таква некоја психологија да се наметнат играчите и стручниот штаб, дека утрешниот надпревар, но нормално е многу битен како секој надпревар, утрешниот со тоа што со него се решава, така да речем, втората фаза веќе, доколку го добиеме, јас лично и колку што знам и колку што ја познавам репрезентацијата на Босна, мора да признам дека сега во Катар не ја имам гледано, познавајќи го и Драган Марковиќ, нивниот селектор, кој е голем мотиватор на екипата, не е некој тактичар, голем тактичар, кој што знае да барата со екипата во текот на целиот надпревар, од типот на Онеста или не знам, нешто слично така. Тој има еден систем на игра и оди со тоа промена на играчи, меѓутоа постојана мотивација и да се задржи темпото на игра. Главни играчи Мирсат Терзич и Никола Прце, едниот е левбек, другиот е среден бек, меѓутоа Мирсат Терзич знае да одигра и на левбек, така и доколку знае да одигра и левбек, меѓутоа тоа е главната основа, темел на одбраната на Босна. Јас не би навлегувал сега во танчина во Босна од она што порано го знам, бидејќи не знам со што располага и неа имам гледано во Катар. Меѓутоа сакам јас она што секогаш сум го сакал за нашите да се изборувам, за нашите деца. Прва работа за тоа вчера што говорев, апсолутно не ми се допадна она промена, кажав, несериозно за мене е тоа така, кога да изгледам како селектор пред играчите, барам максимално играње и максимално залагање и јас излегувам со втора постава. Значи, јас сум прво несериозен и тоа се наметнува. Тоа е прва работа. Меѓутоа, друго сакам да кажем. Како многу души, а има и од Катар што ми замерија, дека јас само кажувам. Не, јас нема да бидам стечен ако не кажувам она што го имам јас и што го мислам. Према тоа не е само замерка, меѓутоа во интерес на времето, само на кратко сега ќе ви кажам како јас мислам. А не мора да значи дека сум право. Например, кога сакаме да го метниме Вугринец во игра, во напад, како вчера. Не може 3 бека Вугринец, Прибак и Лазаров да играат заедно, затоа што никогаш не играле заедно. Значи тогаш мора да го извадиме Прибак од овде, да дојде Миркуловски, затоа што тој веќе е друга работа, едно до едно кога играат Миркуловски и Вугринец и на пример Никола Марковски од исти клуб, веќе поинаку делува со Георгиевски, поинаку делува неговата, видовте на неколку пати како беше изгубен Вугринец и влезе во неколку шутеви, нерезонски и беше навлечен на тие шутеви и од 15 минута повеќе не го видовме никаква корист од него. Или обратно, кога е на пример Филип Лазаров, тогаш може да Прибак, Филип Лазаров Прибак и Стојанче Стоилов. Еве ти уште една окосница од клуб, од Вардар. Значи тие веќе се уиграни и овде додатно само од оваа страна нека биде Кирил Лазаров на другата страна, кој што 10 години веќе игра со неговиот брат и со Стојанче и не знам како. Значи веднаш му помагаме на Прибак за тој да влезе во комбинација, да не зборувам за крилат. Тоа се само едни два начини кои што сега ми такнуваат во моментот, како се вметнува и како се разигрува целата репрезентација. Не е само ова прва, ова втора, кај го има тоа прва и втора постава, а од друга страна да изборуваме дека немаме ние прва и втора постава, сите не се исти. Втора работа. Сите зборуваме дека нема контранапад, нема продолжен напад македонската селекција, бидејќи се на средината Велко Марковски и Ацо Јоновски. Јас ви рекол зошто мора тие да бидат. Сакате сега ќе ви кажам една комбинација
која што баш и ќе ви ја прикажам, ова комбинација која што е изморена и која што се играна веќе во металургите со врвни европски екипи. Ево која е таа комбинација. На пример, играме Георгиевски, Миркуловски, Вугринец, Никола Марковски, Недановски Владо и Наумче Мојсовски. Ево една изворедна 6-0 одбрамена, омилената еве наша одбрамена формација и на Обрван, и како изгледа таа без 20-та. Зошто го велам ова? За да добиеме брза игра. Ево како. После добиена топка, одбиена било како топка, што добиваме? Влегува Недановски, како многу брз играч, повторно бидејќи игра на позиција 5, е поблиску до контрнапад и тој оди на крило, потоа Никола Марковски, кружен напаѓач, си оди на свое место, овај Наумче Мојсовски на свое место, Вугринец на десен бек, Георгиевски на свое место, топка прима Миркуловски, среден бек, и видете таа постава се ја истото. Недановски, Мојсовски, Миркуловски, Вугринец и Георгиевски и Никола Марковски. Тоа е кога го одмараме Лазаров, ево како може се одмори Лазаров 5 минути. А да не губиме ништо во играта, а видите како добиваме и напад и одбрана. Тоа е само една комбинација која што сега во моментот така имаме играчи, има избор на играчи кои што може да се направат уште 1 милион, меѓутоа тоа ќе му оставам на Обрван за да размислува за што понатаму. А Мишевски сигурно не спија само во Тера, во Доха се извинувам, да видим што на понатаму има спремено. The time is now, the chance is yours to come together and to be united. Sing and dance, spread the joy. The dream is ours and together we touch the sky. Sit and fight, earn the right to live your life and be called a champion. Hold your breath, seize the moment and live it. عيش كل لحظة وجدد فيها حلمك. فيها أكيد حاجة فيك بتميزك عن غيرك، دور على القوة فيك. كل يوم في جديد، شوف في مراية حلمك كيف حقيقتك. ما تخليش يوم لطموحك ستروح لبعيد. حب وعيش، خلي الفرح جوا العيون، يرسم أمل جديد. أعطي لحياتك ألف لون، يندوح على الأوان.
Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со собствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Трио Плюс, дисконт за алкохолни и безалкохолни пијалоци на 3 локации во Битола, Прилепска кај Арт пазар, кај Дебојот и на улица Далматинска во Пазарот, и на уште една локација во Ресен, на улица Ленинова наспроти Пазарот. Трио Плюс на едно место. Најголем избор на пијалоци. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Одиме во Доха за да го изненадиме светот. Ова е мотото на босанската ракометна репрезентација, а за светското машко ракометно првенство беше компонирана и специјална навивачка песна. Босна и Херцеговина бележи историја со првото учество на светските првенства во ракомет и разбирливо е ако еуфоријата во тамошната јавност е на нешто повисоко ниво отколку во останатите земји, зашто поголема поддршка на репрезентативните јунаци компонирале навивачка песна специјално за мондијалот во Катар. Песната се вика "Руком со рака", а еден од највпечатливите стихови е "Одиме во Доха за да го изненадиме светот" и говори за желбите и амбициите на босанците. Политичкиот систем на Катар е апсолутна монархија, каде емирот на Катар е шеф на државата и претседател на владата. Право на религиска определба. Владата на Катар ги користи сунитските закони како основа за криминалните и граѓанските регулативи. Во државата се почитува одредена религиска толеранција. Странските граѓани имаат право да се поистоветуваат со други религии освен исламот, како на пример христијанството, хундизмот, сикизмот или будизмот, се додека тие не се приватни работи и не го нарушат јавниот ред и морал. Во март 2008 година црквата Нашата дама од Росари била осветена во Доха. Сепак таму не биле дозволени мисионери. Не се дозволиле звона, крстови и останати христијански символи на објектот. Рамазански пости. Јадење и пиење на јавни места за време на светиот муслимански месец Рамазан се казнува со закон во Катар и најчесто следува притвор. Алкохол и храна. Конзумирањето алкохол во Катар е дозволено, но со голем број ограничувања. Луксузните хотели и ноќните клубови може да продаваат алкохол на возрастни лица кои не се муслимани. Конзумацијата и поседувањето алкохол надвор од наведените места не е легално, освен во приватни простории каде лица кои не се муслимани имаат стекната дозвола за истото од катарската дистрибутивна компанија. На јавните места не смее да се има алкохол, освен кога се пренесува од едно до друго место, но и тогаш треба да се има дозвола. Со закон се казнува возење во пијана состојба.
понудување алкохол на малолетен или муслиман и пиење на јавно место. Исто така во државата не е дозволен увоз на свинско месо и нема продажба на свински производи поради исламските вредности. Сексуална ориентација. Кон хомосексуалноста во Катар се гледа негативно и општеството и јавноста не ги одобруваат. Сексуалната ориентација и половите идентитети не се дел од ниту еден граѓански закон за човекови права и во државата не се признати истополовите бракови, граѓанските сојузи или домашните партнерства. Покрај тоа што уживам, затоа што сме први во групата, во досегашниот тек од светското првенство, ова мора да признам и омилениот дел од емисијата, кога го гледам Катар и Доха. За информација на гледачите, на почитувани гледачи, да ви кажам дека Катар, тоа е ова што го видовте, Доха, еден град е. Милиони нешто жители, има уште еден град на 30 километри јужно од Доха, тоа е Вакра, околу 50.000 жители, се друго бедуински населби низ пустината. На крајот покрај морето има таму американски амбасади каде што се бродовите и така натаму каде што се експлоатира плинот, а за алкохолот што кажува Стево, да кажам друго, дека странците може да купуваат алкохол во износ од $500 месечно. Во месечно 3 километри надвор од Доха има еден магазин во кој што има, јас мислам дека нема алкохол во светот што го нема таму. Без разлика жесток, вина од секаде од светот и за износ од $500, меѓутоа треба дозвола од тој, ако сте тренер од клубот, а тоа е сосема лесно, секој го добива. Тоа е чиста фарса. И затоа странците лесно доаѓаат до тоа, покрај странците и арапите и Доха. Меѓутоа веќе тоа не би смел во јавноста и не сакам да зборувам за тоа. На крајот мене ми преостанува да се надевам дека утре да се надеваме ќе во 20 часот повторно со вас за оние што сакат пошироко нешто повеќе да дознаат за нас, најдете порталот tera.mk и секоја одмор, размислување, припрема тактичка, утре да имаме успех со репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Вам, почитувани гледачи, уживајте со Тера.